Разговараме со деканот на Факултетот за земјоделски науки при Универзитетот Гоце Делчев, професор доктор Илија Каров, за Факултетот за земјоделски науки, кој што е еден од оние кои што се практично врсници со Универзитетот Гоце Делчев. Професоре Каров, она што го кажав дека Факултетот за земјоделски науки е врсник со Универзитетот Гоце Делчев со самото негово основање. Предпоставуваме на некој начин оној момент кој што е најважен за Факултетот за земјоделски науки како носител на самиот универзитет. Како денеска го гледате самиот факултет после веќе 8 година постоење? Да, ви благодарам многу. Земјоделскиот факултет е основан заедно со универзитетот и е организирана наставата во Штип, Свети Николе, Струмица, Кавадарци и од ова година имаме три насоки, три модули во Прилеп и една во Берово. На нашиот факултет се организирани студиите прв циклус, втор циклус и трет циклус на студии, значи додипломски, постдипломски и докторски студии. Имаме повеќе медицина, поледелство, рурален туризам, агроменеджмент, гадинарство, лозарство, енологија, растителна биотехнологија, тоа е од ова година нова насока, нов модул, и прехранбена технологија заедно со организирана во Свети Николе, наставниот центар. Интересот од година во година е многу поголем. Првите години имавме сериозни проблеми околу реновирање, обезбедување услови за студирање на студентите. Како одминуваа годините, овај проблем веќе околу просторот, кабинетите, лабораториите е веќе целосно решен. И сега слободно можам да кажам дека последните 2-3 години веќе не се занимаваме со реновирање на зградите и на факултетите, на нашите наставни центри, но сме концентрирани околу квалитетно изведување на наставата, бидејќи имаме идеални услови за тоа во сите наставни центри, и околу лабораториската работа. Значи сега и нашите лаборатории се доста добро опремени, како за студентите, за нормално одвивање на наставата и вежбите за студентите кои се на додипломски студии, така имаме и акредитирана лабораторија која служи за научно-истражувачка работа, за проекти, за обавување на магистерски работи и на докторски дизертации. Сега слободно можам да кажам дека последната година навистина имаме голем одзив од студентите, тие се задоволни, голем број од тие што се дипломирани и се веќе вработени, добро се прифатени. Од почеток имавме една слабост околу практичната работа. Сега, прошлата година и ова година ставивме големо внимание, посветивме на организирање на практична настава на студентите во нашите диспрезирани центри во Амзибегово, Свети Николи и во Струмица, а студентите што се од Кавадарци во винарските визби Кавадарци и Неготино. Што значи дека таа слаба страна што оценивме дека е слабост на нашите студенти кои што дипломираа до сега, мислиме со ова воведување во редовно 30 дена на пракса, практична работа, би се комплетирало нивното знаење комплет, со обзир на тоа што имаме добри лаборатории, многу добри услови за лабораториска работа. Сега се надополнува ова практичната работа и мислиме дека со ова го заокружуваме тој наставен процес комплет и студентите може да се здобијат со 2 дипломи. Ако завршат 3 години, може да добијат инженер агроном со 3 години, 180 кредита, или ако продолжат 4-та година, можат да бират кој модул сакат од сите овие модули, енологија, лозарство, фитомедицина, поледелство, сите што ги имаме организирано, во 4-та година може да продолжат на еден од модулите и може да се стекнат со втората диплома, со 4 годишни студии или 240 кредити и ќе се стекнат со диплома дипломиран инженер агроном во соодветната област.
Оно што го имаме, го споменавте, праксата многу важна, можеби многу повеќе отколку на било кои други факултети, и многу важна работа дека факултетот има и самиот места кај што може да одат на пракса. Но како е на тој план и во соработката со стопанските организации, земјоделските организации во држава. Спомнавте во Кавадарци, нормално околу виното, како е во другите центри. Таму каде што немаме наши услови, мислам во Свети Николе и во Струмица, правиме договор за соработка за престој на нашите студенти под наше менторство. Имаме задолжено колеги, професори кои ја следат нивната одвивањето на практичната работа. Значи не е оставено само на еден обичен договор, тоа го правиме со многу компании и фирми во Република Македонија, но перманентно ги следиме како се одвива практичната работа во тие компании, се со цел да не биде злоупотребено само да ни донесат потврда или дневник дека е обавена праксата. Значи имаме и такви случаеви, тоа голем број на студенти обавуваат практичната работа во други компании, но со силно менторство од наша страна. Тоа значи дека соработката ја има со многу институции, дали продолжува, дали има склучување на нови договори за соработка? Така е. Значи ние тоа перманентно го правиме и досега, особено прошлата година и ова година, договорите ги правиме на две нивоа. Едно е соработка со нашите професори и тие компании за одредена проблематика, и вториот договор го правиме за престој на наши студенти во нивните компании за обавување на практичната работа. Ние имаме голем број на договори, скоро во цела држава, почнувајќи компании и фирми од Скопје, Битола, Куманово, Пробиштип, Свети Николе, овде Штип, Струмица, Радовиш. Едноставно сме присутни секаде во голем број на компании и тоа е една добра страна што покрај работа на одредени проекти и нашите студенти можат да се едуцират и да имат едно сериозно искуство околу практичната работа. Ги споменавте лабораториите, тоа е еден дел од факултетот за земјоделски науки кој што е доста квалитетен, најсовремени лаборатории со услови кои што се на високо ниво. Сега, колкава е можноста за искористеност на овие лаборатории и пошироко од самиот земјоделски факултет во поглед на испитување на храна, во поглед на работи кои што се важни за целата наша држава? Нашите лаборатории кои се и акредитирани, некои се во постапка на акредитација, се лоцирани на земјоделскиот факултет. За сега е лабораторијата за заштита на растениите и животна средина акредитирана со голем број на методи и во постапка сме за акредитација на вино, масло. Еве сега сме во постапка на набавка на опрема за лабораторија за млеко, што значи дека сите овие лаборатории се отворени за научно-истражувачка работа и за апликативна работа, што значи дека лабораториите еден ден треба сами да се финансират и за сега голем дел од овие лаборатории што ги имаме, во кои што имаме и најсофистицирана опрема, која е од најновата генерација, една од најсовремените во Република Македонија, овозможува и профит. Значи, тие треба да се одржават, треба и да се сами финансират, не можат да бидат на терет на универзитетот или на факултетот. Значи, имаме силна апликација, вршиме услуги на заинтересирани во Република Македонија, било увозници на семе и саден материјал, било да се работи за ѓубрива, вештачки или анализа на почви, било кој материјал што кај нас се врши испитување. Значи, тоа е добро што имаме и профит, значи профитабилни се лабораториите. Тоа е едната страна. Вториот сегмент е што се дава можност на сите истражувачи што се на универзитетот, имаме си строго правилник како е постапката да се влезе во лабораторијата и се дава можност на сите заинтересирани постдипломци или докторанти да обавуваат дел од истражувањата во нашите лаборатории, а и пошироко, што значи дека студентите не влегуваат во овие лаборатории, они си имат лаборатории посебно, но во нашите лаборатории, значи, е дозволено пристап со одредени процедури, правила
така да не се тоа само лаборатории за вработените на земјоделскиот факултет. Значи може да ја користат колегите од медицина, од другите факултети, така да за сега немаме такви проблеми. Што се користат и до сега. И сега се префрлиме малку на она што не очекува. Уписите во 2014-2015, како земјоделскиот факултет се подготвува и имаме ли бројки на студенти кои што се предвидени? На жал, ние како факултети уопшто на ниво на универзитет сме добро организирани секоја година и вчера имавме наставнички совет. Си донесовме одлука за кои колеги ќе бидат ангажирани во сите овие наставни центри во Република Македонија кај што ги има земјоделскиот факултет, но владата за некои од тие модули ни направи скрати бројката, а за некои каде што ние реално и досега немавме студенти, имаме двојно зголемување на бројот на студенти што треба да биде запишан, така да речеме во Свети Николе, каде што имаме преработка на анимални производи, имаме согласност за 70 студенти. Реално овој наставен центар во Свети Николе и во Штип е многу близу. И ние никогаш таму не сме ги исполнувале бројките, реално што и студентите повеќе доаѓаат овде да се запишат иако се од Свети Николе. Она што ни е дозволено од владата како бројки и по минатите години и ова година очекуваме дека ќе биде реализирано, ако не 100% да бидат запишани. На некои студиски програми веќе во првиот и вториот уписен рок се исполнуваат бројките, но за некои студиски програми очекуваме дека таа бројка би се исполнила со 60-70% од предвидените од број на студенти, но со години уназад, веќе 7 години, ова е 8 година, бројката е стандардна, значи негде запишуваме измеѓу 250 и 300 студенти на сите наставни центри. Таква бројка очекуваме и сега, бидејќи студентите, гледам дека од година во година пројавуваат се поголем интерес, имат доверба во факултетот, понапред веројатно се били во некаква дилема, па гравитираа повеќе према Скопје, но со отварањето на универзитетот, со се она што го кажавме досега, со опремата, со лабораториите, со практичната работа, веќе постои одредено задоволство и кај студентите, и кај нас, и таа бројка на запишани студенти не прати постојано, значи со мали промени, но сепак никош не било во состојба да немаме студенти, да некоја студиска програма биде затворена. Ние водиме сметка и сами, ако изоцениме дека во овие наши наставни центри, кај што ги имаме во Република Македонија, ако имаме доволен број на дипломирани студенти, ради нивното вработување, одредени студиски програми ги ставаме или модули во мирување, се со цел да не се јави хиперпродукција на такви кадри, а отвараме нови модули. Така да тоа е можеби добра страна, што брзо се тоа прилагодуваме на состојбите на пазарот на трудот. Еве и ова година имаме една нова студиска програма, растителна биотехнологија, токму ради тоа што имаме 3 странски инвестиции во Кочани и Виница, каде што 80% од идните вработени треба да бидат со високо образование, тоа е посебни се тај профил на кадри. Таква студиска програма нема во Република Македонија и ние брзо се прилагодивме, уште од ова година можат студентите да се запишат директно, оние што ќе завршат 3 години општа насока, да се запишат во есен директно на овој нов модул, бидејќи ќе имат сигурни вработувања. Таму се очекува да измеѓу 800.000 вработувања во тие трите фабрики и затоа мислиме дека интересот кај студентите би бил голем и околу ова нова студиска програма, затоа што за година време може да дипломират и за да најдат вработување. Тоа е нашата предност на еден интегриран универзитет и на земјоделскиот факултет како што сме организирани ние, брзо да ги менјаме студиските програми, да ги ставаме во мирување или па да активираме некои нови, токму ради тоа што ние будно ја следиме состојбата на пазарот на трудот и таму каде што цениме дека има потреба од такви вработувања, го даваме тежиштето и поголема бројка на запишани студенти да
токму ради тоа да најдат соодветно вработување. Ви благодарам за разговорот. Благодарам и на вас.